Најпрофитабилните компании во државата од типот на Алкалоид, Макпетрол, Гранит, Бетон, Комерцијална банка и други за своји акционери имаат дузина сегашни владини функционери. Иако на големо, прво во очи од стратегијата капка по капка влегува министерот без ресор Зоран Шапурич. Либералот по вокација свое присуство има во Гранит, Телеком, Зик Пелагонија, Житолукс, Тетекс, Алкалоид, Макстил, ТТК банка, Стопанска, Комерцијална банка и други компании. Премиерот Зоран Заев во висина од 12 милиони денари има пријавено акции на неговите родители, но нема податок во кои фирми се овие акции. Мила Царовска, министерката за труд и социјална политика, пријавила акции на низината мајка, дел се во Винерија Попова Кула, а дел во Комерцијална банка. Заменик председателот на владата Кочо Ангјушев има 80% удел во Фероинвест, а се споменува и во фирмата Макинвест. Освен Ангјушев, удели во фирми има и неговата сопруга и тие се во компанијата Офис Рент. Акции има и министерот за здравко Венко Филипче и тоа во 4 компании: Макстил, Бетон, Гранит и Макпетрол. Случајно или не, но во истите компании акции има и прво споменатиот министер Шапурич. Со други зборови, Филипче и Шапурич се колеги и по функција министри, но и по основа акционери во исти фирми. Се работи за случајност или не, останува неизвестно. Иако посочените лица се високи функционери и акционери, прашањето е дали во случајот има конфликт на интереси. Нема, велат од Државната комисија за спречување на корупцијата и го цитираат членот 45. Според тоа, за јавноста е барем познато од каде и доаѓаат дел од парите на овие функционери. Сепак, може би со право, за јавноста останува индикативен еден друг податок. Истата комисија за спречување на корупција и судирни интереси досега нема покренато случај за конфликт на интереси. Од друга страна, најсиромашни се Десковска, Дураку, Адеми, Манчевски, Тедовски и Николовски. Сите заедно имаат едвам 500.000 евра, велат истражувањата на СКУП.